Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме расположени и денеска ќе бидеме навистина подготвени да ви направиме еден убав рецепт, да слушнете убава музика, да видите убаво лице, да направиме убав муабет и се надевам дека и денеска вашето внимание ќе биде пред малите и големи екрани, каде што ќе вие не и фотографирате, а потоа ние ќе си се радуваме, па колку убава фотографија сме добиле, па колку лајкови добивме, пофалници и сето тоа, нели, како што е редот, позитивната енергија од едната страна, позитивната енергија од другата страна. Поздрав до сите наши гледачи ширум светот, поздрав до нашите гледачи во нашата ни убава Македонија и се разбира за сите оние кои што прв пат не следат, можеби токму денеска, да ги поздравиме и да им посакаме добре дојде во нашата емисија. Гледајте не секој ден од понеделник до петок, во работните денови во 15:30 час, а додека репризите не одат секое утро наутро во 6:10 и се разбира во викендите во 8:30 часот. Откако сето тоа ќе го изгледате, гледајте не на YouTube каналот Гответе со Дракче. Сега е време да го представам мојот драг гостин. Морам да кажам дека ми е многу драг, затоа што јас го знам од многу мала возраст, затоа што неговото семејство ми е многу омилено, многу сакано, многу ценето и ете, најмалиот член од семејството Спасенцовски ќе биде заедно со мен и мојот драг и сакан Александар. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Добре дојде. Како сте? Добро сум, машала, вака сега можам вака да се пружам, нели? Тогаш беше мал, а сега, машала, така треба, да. Повели од оваа страна. Како си, Александар? Одлично, супер, расположен. Убаво за ми готвење, изгледа, спремен. за готвење и за песна. И за песна, да. Ја и ти се договоривме да овој наш специјалитет биде подобар и од на тато и од на бато. Се потрудам се, јас сум не за најмал, друго, али... да им покажеме дека научивме повеќе. Не? Ке пробаме, се надеваме на најдоброто. Сепак да си ги поздравиме, знаат дека се шегуваме, знаат дека се шегуваме. Ке правиме пилешко во зеленчук со павлака и нешто омилено, брзо рече како што сакаш ти да го правиш и подготвуваш, но за тоа малку за 1 минута, 2 покасно. Многу интересно ми е кога те поканев и реков, синко, зимај армониката, а ти ми велиш, тетка Дракче, овој пат ке пеам. За мене беше пријатно изненадување. И сега песната дојде на врвот. Армониката дома одмара или се зема? Па малце одмара сега моментално, да. Инаку свирам и хармоника, али сега во преден план ми е пеењето како, нели, кариера. Ако? А инаку кариерата, хармониката секогаш ќе остане моја љубов и секогаш ќе биде дома и ќе се употребува. Ќе се одмориш малку од тежината. Да, бидејќи таа е тешка. Да, тешка е. Навистина тешка. Па веднаш ќе почнеме ние со песна, а јас веќе ќе си го загреам моето тавче, за да почнеме, нели, потоа да си го правиме нашиот специјалитет. Одиме со песна за да ни почне денот убаво. Ајде да слушнеме песна од Александар. И драма се воедно споити. Се што можев да заборавам, на сон те гледам пак во навика. Вржи се црсто, наше овој лет. Вржи се црсто, наше овој лет. До крај на свет би одел, преку океан и прег. Чекам љубов од тебе секој ден. Крај на свет би одел, за тебе скокам преку ред. Чекам љубов од тебе секој ден. Ке имаш се што сакаш, само кажи ми.
На секој љубов даваш, па научи да прифатиш. Стварно не те сваќам, не те разбирам. Покрај сите ти си осамена. Врзи се цврсто, наше овој лед. Врзи се цврсто, наше овој лед. До крај на свет би одел, преку океан и брег. Чекам љубов од тебе секој ден. До крај на свет би одел, за тебе скокам преку ред. Чекам љубов од тебе секој ден. До крај на свет би одел, преку океан и брег. Чекам љубов од тебе секој ден. До крај на свет би одел, за тебе скокам преку ред. Чекам љубов од тебе секој ден. Ова да не е таа саканата преку океан, па да скокаш, па да одиш. По глобален една песна не ми се поврзува со моја вистинска приказна. Најчесто као не ги ни пишувам ја моите текстови, али на крај после се испоставува дека се поврзуваат со мене. Си доаѓа али јас се надам енергијата. дека оваа нема да се испостави така, дека нема да имам некоја љубов на далечина, пошто искрено мене не ми се допаѓаат Ама такви работи. тешки се таквите љубови. Тешки се малце, да се чека љубов Подобро да е подалече. тука се, нели? Како викаш, држи се цврсто. Да, наше овој лет. Браво, одлично. Одиме сега со мевцето. Сакаш ракавичките да си ги поставиш, обавезно. бидејќи месото добре и кромите имаме. Затоа ти треба да ги ставиш. Хигиената на прво место. Не, и рацете ќе се заштитат, и хигиената, и сето тоа. Интересно, нели? Баш ми се допадна овој некој стил интересен. Па се трудам За да правам диско некоја музика, така. поразлична музика, нешто што и на мене пред се ќе ми се допаѓа, потоа се надевам и на публиката. Така што сите песни ми се разноврсни во моментот како се осеќам и каква музика би направил. Како што си млад и личен, брзо ќе се постигнат сите цели. Како што велам јас, младите обично сакаат журки во доцните часови. Па сакам и ја, али не многу, од причина што постојано сум со музиката. И постојано сме и со настапи со мојот бенд. И Интересно. ноќниот живот ни е доста чест. И клубовите и моето искачање не е толку на преден план, пошто го имам нели како работа. Како работа, тоа е веќе и искачање и работа. Искачање и работа, да. Да. Па добро е кога на работното место нели и си проведеш убаво, нели. Се чувствуваш пријатно. се допаѓа. Како се вика бендот? Бендот се вика Public Band. Постоиме околу 3 години, нешто така. Одлично. Свириме забавна музика, странска, македонска, ексио музика. Се што се бара, нели? Се што се бара нели во помладата публика. Така. Затоа што ипак и ние сме млади и дечките од бендот се сите моја возраст од прилика. Нема да кажеме колку, ќе кажеме само млади. Млади, па се разбира, млади. Например, да направиш едно изненадување, например, во некој таков клуб, земаш хармониката и правиш една точка народна. Па сигурно да би било биде изненадување, дефинитивно, да. Можеме Сега не веќе, знам подем ја со сета даската. Позитивно. Ќе биде многу интересно. Дефинитивно. Вака ќе поставим. Така да. Ете, да се пржи месецето. Сега ќе одиме со другите состојки. Кромичето прво. За да се упражи во месото. Ета така. Ќе ни биде добро. Ќе биде баш изненадување. Сега ова е точка која што е баш интересна. И навистина баш се зачудив јас, бидејќи јас многу малку посетувам дискотеки и ноќни клубови и вообичаено кога се слуша хармониката се бара народна музика, но ти свириш и класична музика на хармоника и тука си го најдов некако склопот и за ова нова твоја
Да, па дефинитивно се употребува хармониката нели во народната музика и во забавната музика, во голем дел од песните кои што ги свириме. Класичната која ти ја свириш убаво. И тато исто. Да. 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 Во голем дел од свирките кои што нели ги свириме се употребува хармониката во нели забавната музика. Така што ја мислам дека доволно кромит да не. Доволно, добро. Ајде ќе го додадеме и него овде. Многу. Можеш ли со ножето? Сега ќе ја зголемам и тука температурата за да ни се крчка ова убаво, да ни се исцрви. Одлично, баш ново освежување, ново изненадување и навистина е пријатно, бидејќи, пак ќе кажам, потекнуваш од музичко семејство, каде што музиката е секогаш присутна во семејството и кога не се прославува. Да. Постојано се вежба, како век кај вас. Да, па ние сме по цел ден со музика, нели едниот земал да сработи нешто или да повежба, па другиот земал да повежба или да сработи нешто и постојано сме со музика. Што дури кога нема музика дома е чудно нешто, да. Сега мама Весна си вика, плюс има уште двајца, тука е Антонија и малиот, кој што сака музика. Па и она сака музика, само што не изразила желба да професионално се бави како нас. Да. Таа мора да се грижи пак за се што е потребно дома. Така да. Да. И плюс работните обврски. Па ние гледаме максимално да ја помогнеме, како што може да видите. Треба. Јас готвам професионално, да не кажам, да не се фалам. Не, па се гледа, мислам се од приложеното. Се гледа од приложеното. Ова подоцна ќе оставиме. Може во тањирчето да си ги сместиш, сега црвената пиперка. Ете така. Сепак треба да се помага, па макар да било тоа и едно јаболко измиено и оставено на маса. Така ли? Така или една чаша вода. Сакаш ли да ти помогнам да ги изрендам јас? А ти тиквичката? Дај ми го рендето и ова тањирчето заедно. А ти тиквичката ќе си ја сечкаш, бидејќи ќе ти биде полесно на тебе. Ете така. Да помогнам во асистенција. Па сега мора да се помогне. Да се помогне на шеф мајсторот. Добро, ако ме радува. Ме радува, треба да се помага. Ние ќе подготвиме и втора песна. И Александар ќе ни пее. За време на пеењето ножот може да мирува на даската. Така да можеме да си пееме. Можеме да си пееме. Ајде, песна бараме. Пееме со ракавите.
полесно. Кажи ми ти се на сон, да ми биде полесно. Кажи ми ти се на сон, да ми биде полесно. Кажи ми ти се на сон, да ми биде полесно. Ако не оди, тогаш во добро, вака не сакам, дај ми одговор. Ако не оди и да не сум свој, веќе не чекам, дај ми одговор. Кажи ми на сон. Да би биде полесно, да не му ја мислам многу. Кажи ми на сон. Ето така. Нешто наговести ми. Так, убаво звучи, но слушам придружни вокали. Да. Кои ти е во ова... Оваа песна, Песна? придружни вокали ми се точно еден придружен вокал е. Тоа е Ана Петановска. ете да си ја поздравиме, Да, Ана. еден голем поздрав до нејзина, она ми е многу добра пријателка и соработник, да се каже, во овие песни. Ана ни правеше преубави колачи овде, празнични. Да? Да. И Верувам дека е имавме добра убава домаќинка. енергија, супер беше. Речи да ги направиш, Ана, и да ни донесеш на свирка од колачите што ги правеше кај тетка Дракче. Може, Затоа што на вистина ги прави перфектни. може, дефинитивно, ако не слушаш, Ана, Ете сакам така. колачи да знаеш. Колачи за повеќе енергија. Да. За повеќе енергија. Ете, одлично, гледај како убаво ни се крчка тавчето. Е, тен, Многу тен топ. сме професионални. Професионално. Ова не е љута, нели? Не, можеме ова можеме ова да го додадеме, па ти ќе си Додаеме сецкаш тоа, да. слободно, зашто да се пржат. Да. Сакам во заедно со мефцет. Опа, одлично. Тука е. Тука е, не е никаков проблем. Се ќе дојде на свое место. Кажи ми, ова... А инаку за оваа песна е интересно што, мислам, бар мене ми е интересно. Е Дако? што оваа песна е така наречен прв дел од споени две песни во една. Значи, следната песна Помина се е продолжеток на приказната од оваа песна. О, браво. Значи, во првата песна нели јас барам одговор од Како девојката. епизоди, еден и Да, како два. епизоди, да, Да, баш така. браво. Како серијал. Браво. И во првата песна јас барам одговор од девојката, нели? Да ме каже на што сме, на вторава песна више јас сум си нашол нова. Епа не може преку Не океани може, да се, леташ, да. да бараш чаре. Ајде седи си кај океаните таму, вика, далечината ме убива. Да, да. Епа добре, еве убава спојка, убава приказна. И Да. убаво што во некој склоп си ја најде. Замириса пиперката. Кажи ми, што додаваш од зачини? Што да додадеме? Па од зачини најчесто многу сакам вегета. Добро, тој нашиот сув зачин. Добро. Одлично. Ете, додаваме. Црвен пипер дефинитивно ќе ставиме Ќе малку. додадеме и малку црвен пипер. И сол се разбира, И не сол, ли? да. Одлично. Без сол Ништо не правиме. правиме. Да. Добро. Еве додаваме малку и црвен пипер сега ќе додадеме. И биберче се разбира. Да, нормално. Малку црвен пипер. Нормално. Знаеш што, бидејќи имаме пилешко, јас вообичаено, нели, многу е тој убав вкус на кари, додаваме малку кари. Да, мирис. тоа го Можеме, видам. Сега еве, викам, тука е, да, може можеме да оставиме малку. додадеме. Еве го лажичко. Со малото лажиче. Ќе си додадеме и кари, за да имаме поинаков или убав вкус, како што карито го носи. Помодерен вкус. Помодерен, ама и убав. Еве Убав, го да. прифаќаме сите. Сите го прифаќаме тој вкус. Сега можеш и таа пиперка да ми ја додадеш. Одлично. Ете тука. Јас ке си внимавам на тавчето. Добро ли оди? Вака ли го правиш дома? Чекај да видам. Провери го. Вака ли го правиш дома? Одлично. Добро. На добар пат си да го направиш како мене. Како исто како твоето. Добро. Многу тоа ме радува. Да. Ми дава енергија плюс. Чим главниот шеф добро е,
Не, еве, гледај, погледни колку е убав. И боите убави, и убаво се пржи. Уште кратко време ќе ни треба, нема никаков проблем, ние сме со тебе брзи. Гледачите дома лист, пенкало... Да запишат. А па зошто да не? Некој можеби не го прави на ваков начин. И На вако сигурно никој не го прави. Само ти. Добро, многу ми е Може го прави некој на ваков начин, ама дека вака добро му испаѓа. Тоа не. Тоа никако во никој случај. Нема шанс. Тука треба да си се пофалиме самите себе. Добро. Еве, бидејќи ти си добар во кујната, овде ќе дојдеш малку кај тавчето, а јас ќе правам чај за двајцата. Да проверам дали е се во ред. Кажи ми, Павлаката, кога ја додаваш? Во самота или на крај како декорација? Добро. Затоа што ти подготвив и Магданос, како јас велам, за китка. Да. Ете, добро. Мајсторе, ова можам веќе и да го намалам скроз. Може да, малце... Да не лепи на тавчето. Шеф мајсторе, еве ти, се е под контрола и кога не е. Да. Добро. Ајде, сето тоа ќе го средиме. Одлично, и чајот ќе го направиме. И кажи ми, сега се подготвуваш сигурно за твој прв албум, бидејќи песните еве почнале да си се редат. Па, песните полека се редат, да, има уште доста песни кои што стојат, така да речеме, во фиока. Па, тоа обично така на созревање, јас така ги велам. Да, така стојат. На некое созревање да се дојде до моментот кога чувствуваш дека можеш да ја отпееш. Па, има песни кои што, нели, стварно им треба некое созревање, ама има и песни кои што треба да се извадат сега и одма, нели, затоа што после некое време може и да не е баш тој момент. Чувствата да не се исти, енергијата да не е иста. Ако ја правиш во овој момент песната, ја осеќаш као за сега и треба да излезе сега. Некои песни им треба време да отстојат, да ќе испадне ова. Слушај, девојко, трета верзија. Да. Ти биди си таму, сега си најдов друга, а третата е сега се ожени. Во серијал, нели? Рипна во тавчето. Ете, во тавчето, серијалот да ни продолжи во тој смисол, нели, да се пошегуваме малку. Ова е готово. Па, го гледам дека е готово, јас можам веќе и да го скроз исклучам. Можеш ете да си одмориш. Не, веќе може вака да си го доврши своето крчкање, заради тоа што ни е готов веќе рецептот. Ни треба само малку време за да можеме да го испиеме и чајот. Бараме музика, ослободи се од ракавиците, пеј си слободно и да си уживаш во третата песна. Барав друг во себе, веќе сум изморен, далеку од тебе. Ама не мисли така, ќе помине, само не мисли, само ќе можеш. Сите твои лаги лавирин, тоа е твоја територија, да бидеме по старо, јас и ти, гледам веќе нема потреба. Претера, пам-пам-пам. Само сум пред себе, сега знам, време е, оставам се да земеш. Ама не мисли така, ќе помине, само не мисли, само ќе можеш. Сите твои лаги лавирин, тоа е твоја територија, да бидеме по старо, јас и ти, гледам веќе нема потреба. Претера, пам-пам-пам.
Сите твои лаги лавирин, тоа е твоја територија. Да бидеме по старо, јас и ти, гледам веќе нема потреба. Претера, претера, па. Претера, претера, Аха, ме подмлади и мене со твојата музика и песна. Па, нормално. Интересно и убаво звучи. Ке ти помогнам заради тоа што вака се уморуваш додека пееш. Да. Ајде. Нашиот специјалитет. Замисли колку тоа вкусно мирисе и убаво мирисе. Да. Искрено? Наискрено. Вака ни дома не сум го направил до сега. Еве, сега... Иако е мој специјалитет, ова... Знаеш што, дома постави си камера. Да, камера за да готвиш посериозно. Да, посериозно да изгледа и ќе видиш колку убаво ќе биде. Затоа што тука многу пати гостите си видат, леле, како пред камери ќе готвам. Еве, замисли си дека си дома и ставаш камера пред тебе, и си готвиш, ај сега украсувањето, не знам како ќе си го средиш ти, не знам како ти е замислата. Сега ќе го направиме тен. Да биде украсно, вика, одлично, вика. Браво. Види ти елеганција во движење. Скроз ресторански. Браво. Како еден вид топчиња. Добро. Да. Одлично. Одлично. Доволно. Сега на средината сигурно Макдоналдс ќе ставиме. Ете така. Примем вака едно. Браво. Одлично. Мора естетика. Одлично. Види. Папа, ќе те викат и за сервирање. За сервирање, За сервирање. Вика, ајде, Александар, да видиме како и сервира. Добро. Овако и... Одлично. Направиме тен да биде. Одлично, браво. Видете, ова е маестро Александар Спасенцовски. Ви се молам. Така. Види, специјалитет на Која денот. ќе ме земе? Види, погледни на мониторот само колку ова колегите го ловат. Види. Која ќе те земе, постојано ќе готвиш. Ќе има среќа постојано да ги готвиш. Да. Зошто да не? Гледај, зошто па ова е убав и вкусен ручек. И сега, ако сте дома и го гледате ова, и ако немате што да јадете, ова ќе ве огледне 100%. 100%. Значи, како го гледаш, ќе се И пријадува. замисли, тука е едно, две-три подпечени лепчиња, па така малку со црвена солца и ова. Им кркора цевата Нели на сега, гледачите. веќе ова ќе си оди. Обично вие младите тоа го ставате во интегрални тортили, па така ручате и по пат се движите. Па искрено, како изгледа ова, со ништо не би го Менува. кварел. Ете така. Одиме сега со рецептот на денот. Ајде да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Пилешко во зеленчук, 250 грама пилешки стек, половина тиквичка, еден рендан морков, една зелена пиперка, една црвена пиперка, половина главица кромит, кисела павлака, масло, сол и други зачини по избор. И точно ќе добиете ваков рецепт, но ќе треба да бидете насмејани и убави како Александар и да пеете. Ние тука ќе се поздравиме, но тоа не значи дека гледачите не треба да останат се уште на малите екрани, затоа што следува уште една песна од тебе. Јас ти благодарам од се срце и ти посакам успеси до небо и назад. И пак до небо и назад. Фала ти најмногу, фала ти за поканата. Многу убаво си пројдов, многу убаво сготвивме и се надевам дека се гледаме пак во наредна прилика. Вака, чекаме песна и ве сакаме, ве поздравуваме. Чао! Океј, јас одамна не
не сакам да знам и разберам, па се трудам да заборавам. Сите мостови се срушија, изгуби ме, за да можам да те преболам. А се враќа на нив, долги ноќи неспани, веќе со недели, како да тонат бродови. А зборови, чувај ги, не се потребни, бев празен лист, не сумисне си нити. Одамна не мислам, одамна не сакам, слушни ме, готово е, помина се, не парај ме, помина се, не парај ме, помина се, не парај ме, помина се, не парај ме. Помина се, не парај ме, помина се, не парај ме, помина се, не парај ме, помина се. Океј, не сум луд, јас за да продолжам, пробувам одговор да не барам за крај. И онака се распаѓа помеѓу нас, ништо друго не ни остана. Одамна не мислам, одамна не сакам, слушни ме, готово е, помина се, не парај ме, 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 помина се. Помина се,